Вториот начин како се снимало е со така наречена тактичка опрема. Откако Зоран Заев започна да ги упатува заканите кон мене, МВР покани врвни експерти за оваа проблематика од позната странска компанија, која со своја опрема изврши проверка и утврди дека повремено на различни локации, главно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушкување и снимање на телефонски разговори, користејќи мобилна опрема, чија локација постојано се менува, а која функционира по принцип на клонирање на така наречени базни станици. Се правила промена на местоположбата, а во радиус од околу 2 километри од институциите, главно во центар, од каде се лоцирале токму и телефоните на државниот врв и носителите на јавни функции. И таа опрема ја приклучувале во одреден дел од денот, најчесто помеѓу 12 и 18 часот. МВР за ова има и писмен извештај за наодите кои произлегува од нивната работа, но досега не успеа да ги лоцира сторителите, заради што истрагата за ова се уште не е завршена. Она што беше посочено е дека нивната анализа укажува дека оние кои го обавуваат снимањето со мобилна, тактичка опрема се професионалци од висок калибар, високо обучени за такви действија. Да сумирам дека во изминатиот период Македонија била таргет на снимање на телефонски разговори на странска разузнавачка служба, подпомогната од нивни соработници од Република Македонија. Снимениот материјал се преведувал на англиски и се испраќал кај нарачателот. Во еден момент, некаде кон средината на 2014 година, за овие материјали се информира и лицето Зоран Заев, со цел да бидат објавени во јавноста и да биде исполнета одредена цел на тајната разузнавачка служба, која е нарачател и финансиер на оваа операција. Лицето Зоран Заев најпрвен се обидува да изнуди техничка влада, користејќи закана дека ќе го објави овој материјал за подосна откако уцената ќе се одбие да ја реализира заканата.